Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со хрватскиот председател Зоран Милановиќ во Тиват, во рамки на процесот Брдобриони. Таа ја истакна важноста од дебилатеризација на евроинтегративниот процес, предупредувајќи дека билатералните прашања го блокираат напредокот и поттикнуваат евроскептицизам. Силјановска-Давкова побара Европската унија да се врати на принципите од самитот во Солун во 2003 година, повикувајќи на исполнување на копенхагенските критериуми како основа за прием. Двете страни ја нагласија важноста на регионалната соработка и стабилноста, при што председателката посочи на отпорноста на регионот на надворешни влијанија и на стратешката посветеност на заедничките вредности на НАТО. Во Босна и Херцеговина денеска е ден на жалост поради катастрофалните поплави и свлечишта кои го погодија северниот дел на Херцеговина и централна Босна. Спасувачките тимови продолжуваат да трагаат по исчезнатите, додека досега се пронајдени 21 безживотно тело. Патиштата и инфраструктурата се расчистуваат, но главниот пат Сараево-Мостар е отворен само за возила за итни случаи. Метеоролозите предупредуваат на нови обилни врнежи, што може да предизвика нови поплави. Во селото Долна Јабланица, делот кој е уништен од свлечиште предизвикано од каменолом без дозвола, жителите изразуваат загриженост за дополнителни ризици. Американската подпредседателка Камала Харис изрази сомнеж за идното членство на Украина во НАТО, избегнувајќи директен одговор во интервју за 60 минути на CBS. Таа нагласи дека во моментот Соединетите американски држави ја поддржуваат способноста на Украина да се брани од руската агресија, но не се изјасни конкретно за проширувањето на алијансата. Ова неизино гледиште се разликува од ставот на председателот Бајден, кој лани во Вилнус изјави дека иднината на Украина е во НАТО. Харис исто така изрази критики кон својот ривал Доналд Трамп, тврдејќи дека ако тој беше председател, Путин ќе седеше во Киев. Покрај ова, таа одби да го коментира својот однос со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, посочувајќи дека суштинскиот сојуз е меѓу американскиот и израелскиот народ. Францускиот председател Емануел Макрон се соочи со критики поради неговата изјава за потребата од запирање на испораките на оружје за Израел во конфликтот со Газа. Макрон повика на де-факто ембарго на оружје, критикувајќи ги земјите, меѓу кои и Соединетите американски држави, што истовремено снабдуваат оружје и повикуваат на прекин на огнот. Неговите коментари беа осудени од израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, кој ги нарече срамни, како и од членови на француската политичка сцена. Идејата за ембарго беше отфрлена и од британскиот министер за одбрана, кој изјави дека Велика Британија функционира според различен систем, иако Лондон претходно суспендираше некои компоненти за оружје. Коментарите на Макрон дојдоа само 2 дена пред комеморацијата на нападите на Хамас на 7 октомври, во кои загинаа 1200 израелци, а беа земени и заложници, предизвикувајќи ескалација на конфликтот. Руското министерство за одбрана соопшти дека неговите системи за противвоздушна одбрана одбиле напад на украинско беспилотно летало рано утрото на 8 септември, соборувајќи 16 дронови. Од нив, 14 биле уништени над регионот Белгород, а 2 во близина на рускиот брег на Црното море. Ова следи еден ден по нападот со беспилотно летало на складиште за гориво во Феодосија, Крим, што предизвика голем пожар и евакуација на стотици жители. Феодосија е најголемиот објект од ваков тип на окупираниот полуостров.